Почитувани, македонските аеродроми се најбрзо растечки во регионот, а цивилниот воздушен сообраќај бележи силен и континуиран раст. Резултатите во првите 7 месеци од 2026 година се јасна потврда дека Македонија станува се попосакувана дестинација и подобро поврзана со Европа и светот. Во периодот јануари до јули 2026 година, двата македонски аеродроми обслужиле вкупно 2.414.892 патници, наспроти 1.879.195 во истиот период минатата година, што се 535.697 патници повеќе. Додека во истиот период реализирани се 16.280 летови, што во споредба со 14.985 во 2025 година представува зголемување од 1.295 летови. Особено значајни се резултатите во текот на јули, кој донесе историски достигнувања и на двата македонски аеродроми. Меѓународниот аеродром Скопје го имаше својот рекорден месец во историјата со 408.925 обслужени патници, што представува раст од 29,5% во однос на истиот месец минатата година. Во текот на месецот реализирани се 2.670 летови, а на 20 јули е поставен рекорд од 101 реализиран лет во еден ден, додека на 31 јули пак преку Скопскиот аеродром патувале повеќе од 16.000 патници. Бројот на обслужени патници на Скопскиот аеродром од јануари до јули е 2.039.811 наспроти 1.738.378 во истиот период во 2025 година. Историски резултати бележи и аеродромот Свети Апостол Павле Охрид, така што јули 2026 година е најуспешниот месец во историјата со 52.544 патници, што представува раст од дури 41,2%. Реализирани се 443 летови, а на 26 јули преку аеродромот поминале околу 3.000 патници во еден ден, што представува нов дневен рекорд. Охридскиот аеродром бележи значителен раст на бројот на патници, така во истиот период јануари до јули годинава патувале 175.081 наспроти 140.817 патници во истиот период лани, а бројот на реализирани операции во истиот период пораснал од 1049 на 1350. Овие бројки не се само статистика. Зад нив стојат повеќе туристи, повеќе гости во хотелите и рестораните, повеќе работа за туристичкиот сектор и поголем придонес кон економскиот развој на државата. Зголемениот број патници покажува дека Македонија станува се попривлечна и подостапна дестинација, а растот на воздушниот сообраќај создава дополнителни можности за туризмот, угостителството, транспортот и целокупниот услужен сектор. И сето ова не е случајност, туку резултат на голем вложен труд и 2 години посветена работа на владата, предводена од ВМРО-ДПМНЕ.